Добар ден, почитувани гледачи. Денес ќе зборуваме за еден познат охридски бренд и верувам дека веднаш ве асоцира за што е тоа охридскиот бисер. Добар ден му посакувам и на господинот Михајло Филев, изработувач на охридски бисер. Добар ден, господина Жунела. Добар ден на целата наша охридска јавност. Господин Филев, прв пат во Лупа ќе зборуваме за овој наш познат бренд, значи ширум светот распространет, го носат многу дами и тоа со задоволство и гордост. Ќе зборуваме како започнало сето тоа. Веќе една традиција стара 90-ти на години, барем во вашата фамилија, во фамилијата на Филеви. И до каде сега, значи, стигната оваа традиција, затоа што вие внесовте некој нов ветар, затоа што сте и најмладиот изработувач на охридски бисер, сега за сега, значи ќе има наследници и од коленото на Филеви и од вашите две керки кои што кога ќе пораснат, предпоставам, ќе го наследат овој занает. Ајде малку на почеток да кажеме од каде датира и како. Мислам дека охриѓани веќе се запознаени, но не е на одмет уште еднаш да кажеме и да се подсетиме за почетоците како настанал овој наш охридски бисер со кој што сите сакаме да се накитиме и да се гордееме. Така, да повториме, да не се заборави, да. Тоа е мотото на нашиот прекрасен бренд кој е препознатлив за град Охрид, за Република Македонија, етаблиране на највисокото место во културата. Со тоа можам да кажам гордо дека нешто чиниме, нешто правиме, по кое сме сите познати, не само фамилијата Филеви и семејството Талеви, кои делиме иста семејна тајна веќе повеќе од 90 години, како што спомнавте. Секако што спомнавте, макотрпниот труд на четирите генерации и во семејството Филеви и во семејството Талеви возможиле да бидеме ова што сме денес, да направиме историја која е богата со многу сегменти, со многу интересни случаи и настани кои ги одбележиле овие 90 години, но покрај тоа нашите градски семејства Филеви и Талеви имаат една уште побогата историја која е 350 години и секоја генерација веќе има една обврска, една цел да се внесе максимум во овој бренд и во ова традиција, во ова тајна, во овој занает, за да бидат се подобри и подобри, пошто имало за нас многу добри мајстори. Така. Реко, вие сте од поновата генерација кој што се занимава со овој занает. Значи, примарна професија ви е тоа, немате некоја друга професија, ова да ви е нешто дополнително и сигурна сум дека сте растеле, значи, меѓу сите тие луѓе, меѓу сето тоа што се случувало околу обработката на охридскиот бисер, но не секогаш кај секој дете и ќе се јави желба да продолжи со тоа. Значи, не мора да значи дека мора да се занимавате и вие со тој занает. Од каде, како се роди желбата кај вас, зошто се одлучивте еве вие да го продолжите овој пат? Кога растев и се развивав, моите родители апсолутно не ми правеа никаков притисок. Ниту за занаетот, ниту за некоја друга професија, бранша. Ме оставија сам да размислам, сам да се снајдам, сам да видам на некој начин за што едноставно имам афинитет и што можам едноставно да направам најдобро. Јас го сакав и спортот, го играв и фудбалот, некако имав многу работи да бирам. Медицината беше како професија од татко ми исто во еден период примарна дејност, но секако расте во еден прекрасен семеен тим каде што ги гледав мојата баба, мојот чичко, мојот татко како работат, како создаваат, какви луѓе не посетуваат. Едноставно јас го осетив пилето во срцето, дека тука можам едноставно да се снајдам. И пошто бев голем влюбеник во охридската и македонска историја, едноставно тоа што го твориме е многу битно за историјата и културата, воедно за занетите се огледало на нација, огледало на наречам на еден производ што ево како што спомнавме секаде веќе распространети, секаде сме според познати и мене веќе без едноставно да размислувам се одлучив да си го преземам тоа што го работел прадедо ми, дедо ми и татко ми. Така. Со лиценца вие овој занет го работите од 2000-та година, веќе 16 години, така еден добар период. Така. Да. Дали беше тешко да се стигне до тоа да
Затоа што вие го работевте дома, значи во домашни услови, немавте собствен дуќан, го отворивте тој стариот дуќан во мал просторно, навистина симпатичен и со душа, што се наоѓа на улицата Костабраш, да, во близина на некогашна Далга, вака можеби повеќе граѓаните ќе се сетат каде. Мејукадно ликвид познато сега, да. Да. А сега имате еден нов дуќан на улицата Цар Самуил, така репрезентативен, кој што мислам дека никој патник намерник нема да го замине. Зошто токму тука отворивте најпрви, значи пак во стариот дел, значи во срцето на стариот Охрид, затоа што предпоставувам се тоа една симбиоза е поврзана. Така, многу едноставно. Тука ни е старата куќа, тоа е имот од мојата мајка на некој начин. Тука припаѓаме во централното градско јадро и нормално секако бисерот е производ од тие простори и секако тука се во стариот дел градот сите странски наши туристи и тука можат најдобро и најбезбедно да го видат, да го спознаат оригиналниот охридски бисер, за да нормално имаме таков ефект. И нормално како мајстор во тие почетни мои периоди, секако прво јас едноставно бев оддан и на детската игра, ги поминав и доста така етапи во животот. Овој занает се учи секој ден, едноставно. И ако го знаеме, секој ден учиме, секогаш нешто ново излегува. Секако ние сме и продавачи нормално, и презентери на тие, би рекол, постапки што ги правиме, секој ден сме поврзани со психологијата на луѓето, односно клиентите од секаде низ светот. Така, треба да се пратат и модерните трендови, затоа што Абсолютно. треба да се вклопи бисерот во се она што е модерно, за да може да биде нослив и во ова денешно време. За една традиција да опстане и да успее, секогаш мора да сте во тренд, да ги пазите и новите принципи на работа, новите трендови, да се носите со сите општествени секакви моменти, така да да сме присутни. Да, од каде црпите инспирација, значи за новите модели? Дали и тоа ви доаѓа вам лично или разгледувате, барате, еве сега се ни е достапно преку модерните современи технологии? Како доаѓате до идеја што да направите, како нешто да вклопите, да создадете еден нов производ? Така, во секој занет и во уметноста многу е битно прво да се изучи техниката и да се направи нешто едно единствено. Кога ќе се освои таа планина брекол, потоа веќе почнува да работи внатрешноста на душата, уметноста, перцепцијата и почнуваш веќе да креираш. Нормално се служиш и со модели кои биле, секако класиката не се заборава, сите минати трудови од предците, но остануваат и некои проекти што не ги направиле предците, што ќе се откријат потака во изработката и почнуваме веќе да правиме проекти. Ето јас како најмлад мајстор веќе направив доста нови иновации, проекти, покрај тоа што го изучив и филигранот. И многу други технологии со полудраги, драги камења. Јас едноставно мора филигранот да го имам веќе изучено, за да можам како втора традиција во Македонија, рачна изработка со бисерот, кога ќе се спои, добиваме две во едно. Значи два рачно изработени накити во едно, кога се спојате големо богатство и веќе креативноста, инспирацијата сама се ствара. Затоа тука и семејниот тим да дадат сугестија, да измоделираат, да направат. И тука веќе мора да се чуваме од копиите, бидејќи тука има нелојални моменти, но секогаш оригиналот е оригинал и си достигнува на првото место на пиедесталот. Да, тие што треба знаат да го ценат. Да. Водевте на битка со Министерството за култура за да докажете дека охридскиот бисер на вистина треба да биде заштитен и да стане бренд и со сите оние пропратни моменти кои што треба да го проследат, затоа што и државата всушност треба да застане за тоа што е нешто наше, автентично и препознатливо. Како сето тоа се случуваше? Ајде малку подсетете не. Колку тешко беше да се извојува оваа битка? Точно беше. Јас сакам се навратам малци во историјата, тоа го пишува и во монографијата. Македонија претрпела многу општествени системи. Да речам, уште од времето на кралството на СХС сме имале еден сертификат. Потоа, кога се формира СФРЈ, дедо ми Исто Михајлов Илјев имаше истата битка. Тој во 1954 година тогаш ја победи битката со тогашното Министерство за култура на Југославија да биде југословенски бренд. Кога се осамостои Македонија, веќе моравме да бараме нова форма на заштита, бидејќи ние како македонци одлучивме во Македонија да го заштитиме и во Македонија да остане за македонците овој производ и бренд. Не го заштитивме ни во Хрватска, ни во Србија, а можевме да го сториме тоа. Тоа за мене тука е нешто што е наше
историско и културно наследство да биде во Македонија. Тоаш не би биле Не би бил- доследен Тој би бил наследник Охридски. на предците, да. Апсолутно, Така. тоа е непредатно. Би ги изневериле на Точно, некој начин. Прво себе, после другите. Да. Во тој момент јас цврсто и категорично бев убеден да остане во Македонија, да биде македонски. Покрај што на некој начин видовме и еден проблем, многу копии, ред други работи и сега истиот проблем, али добро е сега што веќе го имаме во правна рамка овој бренд и одма најдоа сенс да ние ова го формулираме во елаборат, да се заштити ѓеографскиот назив и да се добие право на овластен корисник. Кој тоа веќе го имаме направено, направивме Сдружение за заштита на оригиналниот охридски бисер, семејствата Филеви и Талеви го имаат веќе тој државен републички код за овластен корисник на називот заштитен охридски бисер. И сега ќе им е многу полесно на вашите наследници. Апсолутно и полесно за државата, бидејќи веќе е етаблиран бренд, официјален, најубав, најличен во Република Македонија. И друго тука сакам да додадам нешто што е исто битно, кај што рековме за борбата, не само како бренд и како се, него тука и сите тие проекти, сите тие експерименти успешни промовирани како Джиновскиот бисер, оксидните бои, тоа ќе го спомниме и потака, спаѓаат исто во патентирани производи кои не може никој исто да ги користи како пронадок. Секогаш одиме со Секогаш ќе се критикуваме дека ние македонците не знаеме да си го чуваме она што е наше автентично, дека не знаеме да си го патентираме, да остане за нас. Доста производи на вистина други држави ни ги зедоа, си ги присвоија како нивни, си ги брендира, но еве за среќа тоа не се случи со охридскиот бисер, си останува овде кај нас уште многу години и понатаму да го имаме, реков да го носиме со задоволство и да го представуваме во светот, и тој да не представува нас. Точно. Апетит имало секогаш, значи секогаш сакали да ни го откупат патентот. И во времето на дедо. Како тоа е многу интересно. Како со тоа сте се справувале? Генерации се во прашање. Точно. Сите Може би сте биле во некои критични моменти, материјални Точно. непогоди, Секој значи бил. како сте го зачувале патентот Точно. да не го продадете? Апсолутно секогаш добро работел генетскиот код дека сме македонци припаѓа. Видите, значи некој не знам како ги работите, само Филеви и Талеви го имаат патент, не, Македонија го има веќе охридскиот бисер. И сите мои предци не се битни парите, битно е лицето и образот. Не може да се продаде Македонија, односно да се продаде нешто што е во Македонија. И сите ги одбивале тие суми по дефолт. Така и мене ми се случи. Кога не беше заштитен, нема да кријам, и Бугарија, и Грција, и сите понудија исто да го заштитат овој патент преку нивните министерства за економија. Нема шанси. Тоа е тоа. Так, тоа што е наше, реков, треба да Не го знае даваме. да си го ценим и да си го Туѓо чуваме. не бараме, своје не даваме. Так. Охридскиот бисер се низ годините, значи еве, од кога е кај нас во Охрид, во Македонија, се надградувал, се усовршувал, добивал нови форми, но си го зачувал она што е неговото автентичното. Многу познати личности поминале низ вашиот дуќан, многу грла на познати дами се красат со охридскиот бисер. Вие, значи, им го подарувате со задоволство. Сега, кога ме интересира, еве мене лично како жена, кога ќе дојде некоја дама кај вас во вашиот дуќан, како вие оценувате каков бисер да ја подарите? Според кои, да речам, критериуми, дали според незиниот статус, дали според незината градба или што друго вака ве инспирира, каков бисер токму на таа дама да ја подарите? Многу интересно прашање, пошто стварно поминале многу еминентни личности, многу префинети дами, за мене сите дами се исти, сите муштери се исти, значи не ги делам некојаш на поеминентни, али можам да кажам дека како што ми е срцето отворено, така ми е и накритот и дуќанот отворен, за секого може да се најде се. Ги изготвуваме моделите преку целата година, по пропорции, по атрибутите на нормално на силуетата на жената, така да ги погодуваме скоро сите вкусови. Многу ретко ни рекле нешто направите плюс, али нормално не сме и суетни. Ние секогаш дури многу се радувам некој кога ќе дојде и со нацрт да ми го направи тоа. Желбите, да. Апсолутно тоа го сакам и секогаш кога ќе влезе клиентот сакам тој да ме води мене. Тоа е многу битно. Па всушност тој ќе го носи, значи Апсолутно. треба да Јас го сака тоа што го ќе носи, да биде негово. Секоја желба ќе исполнам. Има личен печат. Да морам и да пречутам ако е лошо, али кога ќе видам дека е срекна со тоа, тешко е да речам дека не е во ред, али имам доста
кои внимаваат нормално и на стајлингот и на фризурите, на сите детали кои една дама ги едноставно исполнува, мора да оди адекватно и со накитот, па затоа јас и кога ќе добијам некоја посебна порачка за некоја еминентна гостинка дали ќе ја посетува Македонија и Охрид, секогаш прво сега со новите технологии гледаме, ја скенираме во сите детали и одма заклучуваме што да се изработи, што би било најсоодветно. Да биде и уникатно за незе и да не го извади од незе и така да ја представува и таа Македонија. Така. Кој се го носи вашиот бисер? Така. И ова е најтешкото прашање, поради тоа што овие 90 години... неколку да, личности да издвоиме, некои позвучни имиња кои што се познати шведската кралица, данската кралица, холандската кралица, сите наши балкански кралства, кралското семејство Караџорџевиќ, тука имаме и бугарската принцеза Јоана Савојска. Ево сега во најново време не посети Елисафета Караџорџевиќ, принцезата која знаеше дека имаат незините предци од кај нас бисер, така и таа носи се прекрасна исто грлица. Дали ги повторувате моделите? Да, тоа само еднаш го направив како еден мој проект. Тоа беа 9 кралици закитени со охридскиот бисер, кои ги направив репликите на сите овие досега бисери кои ги носат како модели. А во иднина, да речеме, што и да се случува за такви еминентни личности порачка, одиме на нешто ново. Так. И да ги заштитиме и старите и идните клиенти. Така. Не работите сам, имате помош од вашето семејство и секогаш кога нешто е во прашање убаво и така суптилно, мора да има замешано тука прсти женска рака. Апсолутно, семејниот тим представува најголема револуција. Сам човек ништо не може, затоа и бизнисот е колективна игра. Мора сите да помагаат, сите да имаат еден дел во работата, каде што се работи за накид, поготово тука е уште по суптилно специфично. Ние имаме тајната, ќе ја направиме смесата, ќе се направи се што треба, но потоа веќе волјата за работа, креативноста на кого останува? На женската рака се работи тука за префинетост, каде што и мојата сопруга и мојата мајка и колешките кои работат во моите дуќани веќе го изучуваат еден поголем дел од занаетот за да можат доста да се попродуктивни, поефикасни, сами да се исполнат, така да се тоа во еден добробит општествен за сите. Така. Ме интересира, бидејќи станува збор за занает. На какво ниво ни се занаетите еве во нашата држава? Колку сте почитувани, колку сте вие почитуван како еден занаетчија? Затоа што знаете што порано ако велеле синко се да имаш, ама и школу да имаш, ама обавезно и занает, сега некако во последно време занаетите како да се стават на втор план. Дали се уште владе таквото мнение во вашата фила или пак работите се менуваат? Искрено, со технолошките промени, со се она што не окружува модернизација, пополека изумираат занаетите. Тоа е факт. Но, од друга страна, гледам дека и преку мојата бранша, охридскиот бисер, филигранистите, бакрорезите, копаничарите, опинчарите, значи се тоа е еден белег за Охрид и Македонија, нормално, ќе речам ова во глобала, и тие занаети се огледало на културата на Република Македонија. Значи сите тие туристи кои се соочат со овие наши производи, ќе видат колку сме ние богати. Тоа е нашиот најголем споменик. Так. И тоа докажува таа и античка и средновековна и сите типови на истории кои Македонија, да речеме, ги има е пребогата со настани историски. Значи, јас гледам дека во овој период, ево, и еден мој пријател доста веќе изучи и филигран. Тоа е многу добро, корисно, зашто занаетот никогаш нема да остави без парче леп. Јас што велам, колку и да сака да има конкуренција. За сите за секој ќе има, да. Ние да гледаме да свој место во така да добиеме што повеќе атрактивни содржини, да има што повеќе туристи. Кога ќе има повеќе туристи, за сите ќе има и повеќе работа и задоволство обострано и државата ќе оди напред, економијата ќе биде на повисоко ниво, ќе го достигнеме тоа. Значи, сега велам, мора да се работи, секој што знае, уме да го работи професионално, честно, доследно, успехот ќе си дојде по автоматизам. И љубовта да си биде исто така. Према тоа. Дали повеќе ќе се гордеевте да бевте доктор Михајло Филев, доктор по медицина, или пак сега Михајло Филев, изработувач на бисер, на охридски бисер? Па искрено јас Или еве да го преформулирам прашањето, дали некогаш се покајавте што не одбравте некоја друга професија, туку останавте примерно да се занимавате со изработувањето на бисерот? Никогаш, апсолутно никогаш, пошто ето ви реков, јас беше дозволено од моите либерални родители се
да направам дури ето не медицината ми беше веќе со разработена, би рекол, татко ми имаше ординација и уште има и работи успешно како доктор педијатар и други работи, некако осетив дека не сум за таа работа, буквално ќе изгубам толку години, а како син единец едноставно морав да ја продолжам таа, би рекол, традиција која Добро, имаме. знаете што, тоа е и бреме кое што го носите, затоа што одговорноста е голема. Кога имате на ваква семејна традиција, вие сте единствен син во таа фамилија, значи единствено дете без разлика и керка нека е, да не ги делиме, оцениме, да, во секој случај, значи керките може да бидат достојни наследници на традицијата и на занаетот, вие некако како да бевте предодреден да го продолжите тој пат, или пак и ќе завршеше можеби во вашето колено од фамилијата, ќе завршеше овој занает, ова традиција, ако не го наследевте. Точно, ако се нема љубов и професионализам према една работа, се може да згасне. Тука го осетив моментот. И мојата прва слика со мојата покојна баба беше во дуќан со бисерите во рака. Јас бев готов, веќе едноставно слејан. Тука бевте купен. Готов, купен и емотивно. И секако ја осетив тежината, го осетив товарот, дека тоа стои за мене едноставно. Мора да јас да го продолжам. Судбина на некој начин, али завршив високо образование и факултетско образование тука на факултетот за туризам и угостителство. Пак некако ете и тука, знаете, има некој спој, значи туризмот, понудата, гостите, туристите, бисерот, сето тоа некако е директен поврзано. промотор и афирматор на туризмот сум едноставно во својата бранша и високото образование ми е многу мило што со еден прекрасен кадар на професори тука на факултетот реализиравме една така добра професија за мене во иднина ќе биде од слушадаска и за многу други гранки во туризмот, како што за се можам да помогнам, пошто веќе на некој начин едно маркетиншко менаџерство веќе го имам стекнато, можам да се носам со сите работи и функции најодговорно и најдомакински. Вие заедно со фамилијата Талеви, во никој случај не ви сакала да ги изоставам, значи вие сте тука рамо до рамо. Неколку години, дури предходно 4 мислам години, тие пред вас започнале да се занимаваат со изработувањето на бисерот. Значи овие две фамилии, кога ќе се спомне презимето Филеви и Талеви, веднаш асоцираат на Охридскиот бисер и вие се борите сите овие години да го зачувате. Охридскиот бисер како таков. Но колку ви помага другите институции? Значи вие како единки и како семејства го правите се тоа што можете да го направите во ваш домен. Но колку ви помага тука институциите, колку ви помага локалната, колку ви помага Министерството, рековме за култура и сите оние кои што можат да помогнат на некој начин или пак ви одмагаат? Така, во овој случај во кој се затекнува Македонија, ние апсолутно баравме и го добивме тоа од Министерството за култура, од сите релевантни институции во државата, да ни се потврди, верифицира историјата. Како прво, ова е веќе културно наследство, историја на овие две семејства, на град Охрид и Македонија, и нормално сите ни излегува пресред да се направи една монографија за почеток. Монографијата, која гласи Охридскиот бисер во семејствата Филеви и Талеви, можам да кажам дека е првиот пишан документ со архивски податоци, сведоштва, значи најлегитимен документ кој докажува на оваа приказка ние која веќе години ја имаме. Таа беше прво со сведоштва, па после дојде и со архивски документи. По овој повод ние, значи институцијата, значи Завод и музеј, Министерството за култура, прекрасниот тим составен од доктор Никола Митровиќ Бабе и Оливера Мишева, етнолог при Завод и музеј, ги сумира сите аргументи, сите факти за Охридскиот бисер. И канализиравме, ги направивме во една компилација, значи во еден сплет се можно што постои пишано во сите архиви на Балканот. Значи добивме. Имавте документите или требаше малку да се помачите за да добиете некои податоци? Во семејната архива имавме доста документи, али добивме нешто што и ние не знаевме. Значи добивме документи од Белград, нови, значи податоци. Софија, Тирана. Значи си го најдовме и потеклото на нашето семејство. Значи 350 години прво најдовме историја за Филеви. Си ги најдовме сите наши предци. Можете и вака да ставите, ќе се веќе граѓаните сигурно ја знаат, бидејќи беше промовирана уште достапна е во нашите дуќани, може и да се купи, да се подари се во ред. Навистина интересно четиво, кога ќе ја читате, како што рековте, како една приказна, но ова е вистина, ова е живот, ова е една традиција. Случување, значи нешто што стварно е битно за културата, за поновата историја на Охрид и Македонија, нешто што стварно вреди да се прочита, а сега веќе имаме и уште нешто ново реализирано,
направивме и документарен филм, долгометражен документарен филм кој веќе го снимивме. Тука направивме исто една прекрасна екипа, нееминентни наши актери, како што се Владимир, Владо Евановски, Љупчо Николовски, УПА, сите ги нашите исто пак локал патриоти ги вклучивме, Стрезо Стаматовски, сите наши тука помагање на многу атрактивни локации низ Охрид, во нашите стари куки, во нашите стари дворови, секако што било, се извадивме на виделина. Направивме нешто импозантно ремек дело кое Кога ќе може да го видиме? Премиерата ќе биде многу брзо. Да. На средина на ноември, тоа ќе ве поканиме сите, тоа цел град Охрид да го заеднички прославиме, промовираме, погледаме во Домот на културата тој филм, потоа ќе се презентира и во Скопје и во сите балкански градови, пошто ова е и балканска култура. Значи сите нас не познаваат и во Белград и во Загреб. Па, знаете што, ако се навратиме од каде дошол и како дошол Охридскиот бисер кај нас, значи се е некако поврзано. Не сме ние сме само една точка во тој универзум. Апсолутно. Инаку многу други фактори повлијаеле и судбината на крајот на краиштата за сето тоа да се случи и да дојде тајната за изработката на Охридскиот бисер токму во вашите фамилии. Така, Охридскиот бисер буквално е игра на судбината, позитивна игра на судбината, со убав крај би рекол. Тоа е стварно едно дело на вишата енергија која можам да речам дека стварно спаѓа во фантастичните филмови, кога во едно време на руската војна, односно Октомвриската револуција, пребегнува баш во денешно време азилант, доаѓа тука во Охрид сосем случајно судбински. Тогаш мојот прадедо е прв тука угостител, држи Ориент, односно Велика Србија во тоа време. Така доаѓа човекот тука во таа кафана кај што се обавувал целиот културно-забавен живот во тоа време во Охрид, се запознава, човекот ја има тајната и е мајстор од Бајкалско езеро. Кога видел езерото, кога ги видел истата флора и фауна, човекот едноставно се онесвестил, рекол тука е плашицата, тука е изворот на тоа што го знам. И со еден Значи тајната која што ја знаел од својот роден крај, која што ја применувале таму, кога видел дека и овде може да се примени, несебично ја дал на вашите предци, на вашиот прадедо. Како една благодарност за едно такво добро пријателство што се создаде со мојот прадедо, го прими тука да живее додека не се среди се. По меѓувреме и семејството Талеви ја дознава тајната и ние уште од тоа време сме. Дали сакам тоа да ве запрашам, дали некогаш сте почувствувале или сте се почувствувале како ривали едни меѓу други или секогаш сте рамо до рамо? Значи каква конкуренција има помеѓу вас? Апсолутно никогаш. Ние сме една пријатна конкуренција, ние сме ни две семејства со еден градски респект, исто од 100 години, така да и така ме воспитале домашните, и така го сеќам, пошто сме лични пријатели. Поздрав и до господинот Климент Алев, до Ване и до вучињата. Да, и јас ги поздравуваме. Апсолутно. И од мене исто, на вистина секојаш пријатно и со нив да се разговара. Ние сме буквално сијамски близнаци. Ние сме две гранки на еден корен, кај што делиме иста тајна, све исто. Вие сте некако како едно, да не речам, семејство со две презимиња, затоа што Апсолутно. Имате заеднички именител. Тоа е Охридскиот бисер. Точно. И јас секогаш сум објективен, ево да речеме, и кога бев мал и сега и заедно сме и во здруженијето, формулиравме во правни рамки, заедно го ставивме Охридскиот бисер, све се движиме во исти рамки, затоа и голема благодарност што се реализира монографијата, можам да упатам и кај семејството Талеви, безрезервно ме поддржа и сите аргументи и факти ги дадоа и за нив, така да и филмот и се максимално добра соработка, поддршка и борба за зачување на нешто што ни е белег на сите нас. Така. Добро е кога младите генерации се борат да си го зачуваат она што го наследиле, затоа што како велат, без минато нема меднина. Апсолутно. Малку ќе ве одморам
Охридски мега хрскер. Светскиот тренд на свилени трепки во салон Ксантика. Дефиниран таинствен и впечатлив поглед со најгламурозната и најтрајна метода за екстензија. Густи и долги трепки со совршен природен изглед. Заборавете на маскарата. Салон Ксантика. За сите оние гледачи кои што може би подоцна се вклучија во емисијата, уште еднаш да ја повториме темата, ама мислам дека кога ќе видат кој ми е гостин, јасно им е. Гостин Михајло Филев, а зборуваме за изработувањето на охридскиот бисер. Сакам да ве прашам колку се злоупотребува името охридски бисер. Значи, колку имате нелојална конкуренција, затоа што знаеме дека имаме секаква разновидна понуда. Гостите многу често, па и нашите, не знаат да направат разлика што на вистина е охридски бисер, оригинален охридски бисер, а што е некаква имитација и купуваат нешто, даваат пари мислејќи дека е охридски бисер, но не. Првиот момент од ова приказна е што тие купувачите се излажани, вториот момент е што вашиот занает е деградиран и кој тука презема мерки? Дали инспекциите си ја вршат работата? Тоа е едно од најгорливите прашања за охридскиот бисер. Тука неколку пати сме апелирале на многу сегменти кои се сега законски обезбедени, валидни, ние сме легитимни, кредибилни за овие, да речем, за овој производ, но моралот е на ниско ниво, тука ево пак ќе речам дека ние не сме до толку злонамерни да направиме репресија. Трговците, секоја сум ги спомнал, ги почитувам и тие се борат едно парче леп, но користат тук назив. Користат заштитен географски назив охридски бисер. Ние тоа сме го заштитиле. Значи бисер ние не сме измислиле, ама охридски бисер имаме рецепта, сме ја заштитиле. Нека извинат и некои што сакаат и да ја крадат историјата, не знам, прават некакви клипови, некакви реклами и ред други работи. Се е во ред, нека си направат некој свој бренд. Никој не му брани, нека си увезат со декларација да знаеме од кај му се нивните стоки и артикли. Со тоа сами себе си прават удар. Ние веќе сме добро етаблирани, не познаваат. Еднократно тие ќе ги излажат луѓето. Секоја лага излегува на виделина и секоја вистина излегува на виделина. Совеста нивна е многу, би рекол, нарушена тука и не знам она што го зборуваат и самите не веруваат дека е тоа. Биле трета фамилија, биле ова, биле она, мислам, све е тоа во ред, јас велам, али најдите си нешто што треба, зашто во нашава чаршија да нема бренд и Армани, секој сака бисери да отвори. Јас не бранам, све е во ред, али зашто на наша историја, на наш труд, на наш грб, на наши заложби, афирмации, борби, системи, све сме пребродили. Сум забележала во други туристички места дека секој си го гледа своето, во смисла, ако јас имам дуќан за охридски бисер, комшијата до мене продава нешто друго. Тој до него нешто трето и така натаму. Значи, не си сме директна конкуренција едни на други, а секој си држи до она што е свое. Зошто кај нас е ваква ситуација? Секој може се што да продава и да нуди. Нашите дуќани на Наталеви и Филеви веќе едноставно се, како што реков, познати, етаблирани, афирмирани, немаме проблем. Веќе тие меѓу себе си имаат проблем што се намножија толку.
самите тие си се конкуренција на себе, не на нас. Другата година ќе знаат дека купиле фалшка нив, ќе дојдат кај нас. Значи ние никогаш нема да ги изгубиме муштерите што сме ги стекнали и ќе ги стекнеме. Дали некогаш сте биле во прилика или неприлика, да речам, бидејќи не е така пријатна ситуација, да треба да докажувате дека нешто е охридски оригинален бисер или нешто не е? Ми се случило на свој имот да бидам кираџија, така да кажам преносно, да, доаѓаат, подолу видовме исто охридски бисер, тој е поевтин, значи, но му реков ја земете го, му успоредете го. Грубо со нив. Како може да се докаже? Па, Има ли начин? Ајде, сертификатот веќе и тоа го злоупотребуваат. Прават пиратски може да се секој направи, може да го така. направи, не е проблем, но затоа ние го направивме лаборатот, затоа веќе имаме ние наша бројка, се тоа што веќе инспекцијата може да реагира, затоа спомнавме. Така. Сега во овој случај може да се реши се, но пак е тоа по наше барање, пошто нас не се злоупотребува. Не е ова некоја отворена проблематика да може да проверат дали е санитарна или не знам каква инспекција да ти провери децето или не. Ова е веќе друг проблем кај што мора ние да направиме тужба или за да кажеме дека тој веќе не злоупотребува, а ние мислиме дека еден ден ќе се свестат, едноставно ќе сватат дека Чекате да се свестат. нема шанси, али ајде нека ги реши државата многу погорливите проблеми. Да бевме Германија, ова ќе беше во пола сат решено, али ќе дајме простор да биде со еден нормален државен тек работите, да не форсираме ништо, дај Боже сите веќе да одиме напред, еден ден сами ќе се едноставно селектираат, ќе сватат дека пошто сега толку се намножија што како што реков сами на себе се веќе конкуренција. Ајде да видиме до каде ќе одиме. Знаете, некогаш и сами на себе си правиме противуслуга. Зошто? Бидејќи туристите кои што доаѓаат во Охрид генерално се информираат, значи каде одат, можеби доаѓаат и по втори, по трет пат и знаат доста за нашиот град, но има и такви кои што не се доволно информирани, очекуваат, ако доаѓаат организирано, значи со организирани тури, информациите за градот и за се она што е важно во нашиот туристички центар да ги добијат од туристичките водичи. Сега тие многу пати знаат погрешно да ги насочат, барем некои од нив, значи чест на исклучоците, ги им презентираат дека нешто е охридски бисер и гостинот, туристот мисли дека навистина е, а не е. Ќе верува во таа приказка, како што треба. Туристичкиот водич, тој е амбасадор исто на културата на местото каде што води државата. Бидејќи тој треба да ја каже вистината за Македонија, сите историски вистини, сите, би рекол, културни, природни, би рекол, атрактивни места во градот и нормално водичот пак треба да е објективен, да каже и за занаетите, и за тој што ги произведува и се тоа. Така, ги носат ли кај вас во вашиот така, дуќан? Имаме добра соработка со, би рекол, најсовесните и свесните водичи кои се стварно амбасадори. Другите не ќе лично да ги навредам, но некој практикува, некој не практикува правилна презентација, бидејќи со таа правилна презентација на охридскиот бисер и тој добива поени, ќе видат вистината. Така. Јас не наплаќам за презентација и никој нека не купи ништо. Доволно е да му го презентирам она што ми е должност да го направам за државата и за културата. Да му ја кажам постапката да видат дел од изработката. Господин Филев, мене лично што ми се допаѓа е тоа што несувате новини во презентацијата на она што е традиција, ваша лична семејна традиција, занает. Например, охридскиот бисер нудите една интересна можност за сите оние туристки, значи од понежниот пол нормално, кои што ќе го посетат наколното оживеалиште, низ една интересна, би ја рекла, можеби игра, да пронајдат еден охридски бисер кој што за секого е едно убаво изненадување пријатно, кој што ќе можат потоа да си го понесат во својата земја од каде што доаѓаат. Ето, тоа е веќе една прогресивна идеја. Од каде ви доаѓаат овие идеи? Ваши точно, сте или? Така, на туристичкиот водич Лјупчо Јузмески. Господинот Лјупчо Јузмески ја конструира таа игра и таа културна презентација на бисерот на заливот на Коските и со тоа веќе 5 години на 8 март Ете колку еден мал гест, но многу значаен, многу впечатлив. Мислам дека сите оние кои што ќе бидат на таа тура, токму тоа ќе им остави најголем впечаток и ќе ја паметат по тоа. Јас на сите мои водичи соработници му имам дадено од врзани раце секоја идеја да имплементираат, остваруваат во нивните траси секако. Значи на секаков начин му е помогнато. Со тоа добиваат поен плюс и нормално нивна инвентивност и се она што заеднички успехот се етаблира на повисоко место.
Затоа јас никогаш не сум суетен во ништо. Секогаш сум спремен за соработка. Па некој веќе ако пати за Охридски бисери да биде Филев или Талев, па нека ни купи франшиза. Имаме ние и такво законско право. Нека ја купи франшизата, нека продава во наше име. И тоа може. Так. Се е отворено. Се треба диалог, разбирање и нормално да се преземе она што е добро за сите. Так. А вака се носиме во незгодни ситуации. Исто, уште една интересна иницијатива е новиот коктел кој што се нуди во некои од нашите гостителски објекти, каде што наместо лајче имаме една интересна извиткана метална жичка, на крајот завршува со охридско бисерче, да. Да, коктелот еден бисер, да го поздравам туристичкиот кластер еден бисер. Тоа се исто така хотелиери, здружение на наши исто инволвирани личности во туризмот, тоа е исто отворен тип, секој може да учествува, секој може да даде идеја, така да и тие направија една прогресивна, една многу атрактивна идеја да се направи пијалог, каде што ето ми дадоа едно почесто место да биде еден бисер и како да се внесам и јас уметнички да го надградам со на мешалката која изработивме. Посебно од Росфрајд, безбедна за конзумирање, и самите бисери ги тестирав на алкохол, на алергени, на седе, како се стави внатре, да се безбедни по здравјето на човекот. Направивме нешто стварно прогресивно, уникатно, промотивно, авангардно за хотелиерството, така Ти останува тоа како спомен, коктелот ќе се испие, но споменот останува. Дури многу ми е мило што и другите градови во Македонија го побараја. Така да имаме во Тетово, во Скопје, во Струмица, така да Значи тој коктел дури во други градови почна да се Така го наметнавме како пак македонски бренд и производ, али Охрид што ново вакво нешто да очекуваме, ваша идеја, идеја од некој друг, па заеднички да ја реализирате, имате ли некои планови? Така, јас искрено сум поборник за проекти, идеи, така да веќе многу реализирав. Во иднина имам веќе многу нови концепти, многу нови промотивни идеи за туризмот за град Охрид и за традицијата на нашиот занает, така да тука ќе ги вклучам нормално сите што сме инволвирани, семејството Талеви, сите, значи да одиме чекор по чекор, се да се испита, да се направи прво проба и кога ќе е све готово, одма пласираме нешто ново. Сега во иднина го припремам мозаикот, тоа ќе биде исто монументално дело, го најави во Нова Македонија пред 5 години, така да реков 10 години ќе се работи, стигнати сме недека на пола. Така да тоа ќе биде нешто најмонументално кој ќе остане Каде за сите треба нас. да се наоѓа тој мозаик? Така, па инсистирам во Охрид. Сега ќе видиме, пошто нормално ќе биде монтажен, од лесни материјали, али ќе се тука воведени филигранот, бисерот, интерзијата, резбата, бакрорезот, се ќе биде воедно. Тука ќе се представуваат сите делови од вечната тема Македонија, значи 7000 години Македонија, се ќе биде проткаено символично, сите наши процвети, нормално подеми, падови. Така да, што и да се случи со нас, да има еден белег. Така, да остане така, сите нешто оставиле нас. и ние мора да оставиме. И идните го ќе дојдат поколенија и тие да осторат истото, за да обстанеме. Каде го гледате овој занает и како ќе се развива во годините што доаѓаат во иднина? Што би посакувале еве да се случи за да добие уште едно повисоко ниво на скалилата по кој што се искачува? Искрено сум досега задоволен. Го имаме првото место на пиедесталот, тоа ни обврска. Прво да го негуваме и зачуваме како традиција и занает белек, а се друго што ќе биде плюс не е на одмет, оптимизмот дека име огромен и за државата, и за градот, и за се надевам дека ќе тргнеме, ќе бидеме една респектирана, почитувана, стабилна држава многу брзо, пошто веќе се е исцрпено, има некој крај, некоја светла точка во тунелот, така да мора да се сплотиме и сите овие предизвици безболно да ги поминиме, пребродиме и да си фатиме на правилна траса, да се вклучиме сите во интерес на државата, зашто тоа ни останува. Секој разединување, секаква кавга само не враќа чекори назад, а сплотеност се може да се заврши во најдобар ред и сите бранши, сите дејности, сите профили заедно во мозаикот на Македонија да направиме огромно дело и да си бидиме секој рака со рака, секој да си го врти, значи неговиот бизнис од економска гледна точка и така нема да има завидливост, нема да има проблеми, секој си тече слјано како во сите други напредни општества. Се измислено, само треба да примениме. Така. Вие имате две ќерки и предпоставувам дека на некој начин, суптилно, ако не директно,
ќе влијаете на нив, барем едната од нив, ако не и двете, да го продолжат овој занет и ова традиција? Дали сега покажува некаков афинитет? Тие се уште многу мали, но сепак може да се насети уште од најмала возраст кој за што е надарен. Јас сум позитивно збунет, пошто стварно после работното време дома многу работам во својата работилница. Гледам дека нормално едната ми е Хермина, крстена на прабабата Хермина, која беше со потекло од Австрија, Виенчанка. Другата ми е Мина, има 2,5 години. Тие нон-стоп ме гледат, ме следат и понешто веќе почнуваат да работат. Така да имам надеж, гледам дека има кај нив амбиција, но секако тие како ќе одлучат. Јас нема да му направам притисокот, пошто не ми беше направен. Што ќе се одлучат, тоа ќе бидат. Јас секогаш сум отворен, занајдот стои, кој каде и да оди, кога ќе се врати дома, го чека истото, така да се надевам дека некој ќе го преземе тоа. Може би зетовите, ние сме веќе отворени, не сме и во тоа прашање канонски. Ако даде Господ. Ќе имаме и наследник, традиционално Никола III може да ќе биде, сега ќе видиме. Тоа си е Божја волја, дарба и волја, тука така. не може но да и ваша желба, така. Секако. Значи... Така. Македонецот треба и наталитетот да го зголемува, така да секако ќе одиме напред во сите сфери, али така. Работата, амбицијата си останува индивидуално, нормално. Има вроден талент кај секого, али тоа е 5%. 95% е работа, значи да се биде доследен, да се биде упорен и се може да се победи. Покрај тоа што бисерот служи за да се накитиме, значи да бидеме убави, репрезентативен е така, на вистина остава впечаток, на нешто наједноставно да го ставиш, веќе добиваш друга една димензија, софистициран е, убав, нежен, грациозен и не знам уште кои епитети се да ги употребам. Што друго представува, значи каква енергија ни дава кога го носиме? Сигурно сте го проучували и од тој аспект. Апсолутно. Физичко-хемиските својства на бисерот, ако одиме, ако го разложиме, ќе добиеме многу природни елементи. Значи, тоа е калциум карбонат во основа. Но, алотропските модификации овозможуваат да извадиме и толку други минерали и работи кои што, да речеме, во стариот Египет, Клеопатра ги пиела бисерите за тен. Тоа е малце дискутабилно, ево да речеме некој буквално да не се свати. Да. Мислела дека како сејот од бисерот ќе биде сејот и на кожата. Или ќе бидат такви забите. Тоа се некои исто така антички експерименти. Па секогаш кога е нешто убаво, бело, Да. светло, го споредуваме со бисерот. Убаво како бисер, светло како бисер. Колко Шанел рекла, секоја жена е бисер. Значи, секогаш бисерот имат едно многу посебно место и служи како еден синоним, атрибут за нешто убаво. И нормално со жена поврзано, значи, на светот во жената и убавината и така све се споредува. Едноставно можам да кажам дека сум среќен год што нешто творам и можам да ја речам и мојата девиза, односно моето мото. Значи, моите бисери се залудни, ако не ги краси убавината на една жена. Така. Значи, еве така да ја завршиме емисијата. Јас вечерва носам бисер од вашата баба изработен. Многу си го сакам овој прстен, посебно место има во мојата колекција. И ми некако, не само што реков сакам да се накитам, туку ми дава и некоја убава енергија. Така беше вечерва со овој наш разговор. Благодарам за учеството. Благодарам на поканата. До некој наредно видување. По секое време стоиме на располагање за секој нов проект, за се нешто што ќе се случува ново со бисерот. Јесте наша најромирана охридска куќа медиумска, која секогаш ќе ги има ексклузивните права за се што се случува, да добиете информација од прва рака. Благодарам уште еднаш. Благодарам и вас.